Железничкиот транспорт во Република Македонија во изминатиот период се подобро и подобро котира во Република Македонија како транспорт. Ова се должи пред се на зголемување на депото и подобрување на условите на македонски железници, реновирање на железничките станици и секако поврзување на коридорот 8 и 10. Токму ова се дел од темите на кои денеска ќе разговараме со мојот соговорник во ова интервју на телевизија Мега. Мој денешен гост е господинот Кенан Абди, член на надзорниот одбор на Македонски железници транспорт. Најпрво ви благодарам што одвоивте време да бидете гостин во нашето студио. Ви благодарам и вам за поканата. Со оглед на тоа дека првпат имаме гостин во регионалната телевизија Мега од Македонски железници транспорт, ајде да започнеме со краток историјат и организацијска поставеност на Македонски железници, па да преминеме на оние актуелни теми кои ги интересираат нашите гледачи. Секако. Македонски железници за прв пат датираат, почнуваат од 1873 година со пуштање на првата железничка пруга од Солун за Скопје, односно со пристигнувањето на првиот воз во Скопје. Понатаму со проширувањето на македонски железници се трансформирала често пати се до распадот на Југославија. Со распадот на југословенските железници продолжува да функционира јавното претпријатие Македонски железници до 2007 година, каде што се раздвојува на два правни субјекти, значи на јавно претпријатие Инфраструктура и акционерско друштво МЖ Транспорт. Овие два субјекти функционираат посебно, меѓутоа се зависни едни од други. Инфраструктура има околу 1300 вработени, се грижи за 1000 километарската пруга во Република Македонија, секако за железничките станици и се грижи за сообраќајот при возењето на возовите. Транспорт пак има околу 1200 вработени, сега дополнително ќе се додадат уште 120 вработени од Колска Велес, кои што треба да се припојат кон крајов на годинава. Значи околу 1400 вработени има транспорт, тие се грижат за безпрекорно функционирање на самите возови. Инаку, двата правни субјекти имаат двостепен систем на управување. Тоа значи дека имаат управен и надзорен одбор. Јас сум член на надзорниот одбор во МЖ Транспорт. Ние сме 7 члена, нас не именува владата како доминантен сопственик. Имаме председател на надзорниот одбор кој што раководи со станоците. Инаку, функцијата на самиот надзорен одбор како највисок орган е контрола на врз финансиско-материјалното работење на управниот одбор. Управниот одбор пак брои 6 члена, ние ги именуваме 6 члена, од нив бираме председател на управниот одбор кој по автоматизам е генерален директор на компанијата, а останатите 5 члена се всушност директори на секој сектор одделно. Во мојата најава споменав дека железничкиот транспорт во Република Македонија во изминатиот период константно ги подобрува условите за патниците. Станува збор за еден подолготраен инвестициски циклус. Ајде накратко што се опфаќа тоа. Македонски железници изминатите 4 децении беа буквално заборавени од државата, односно од изминатите влади. Оваа влада за прв пат посвети големо внимание, односно почна да прави проекти, да аплицира по европските фондови, да се обезбедуваат финансиски средства од владата. Доколку направиме сумарна бројка од досега инвестираното, она што во моментов се инвестира и она што е во план за наредните 5 години, ќе дојдеме до бројка од 1 милијарда евра инвестиции во Македонски железници. Тоа е и во инфраструктура и во транспортот, затоа можеме подетално понатаму да продискутираме. Значи, 1 милијарда евра за Република Македонија, каде што имаме 2 милиони жители, тоа е навистина еден огромен исчекор во подигање на нивото на македонски железници со она на развиените земји, како што се речеме Западна Европа и секако развиените земји во светот. Една држава може да оди понатаму, да речеме кон развиените земји, и еден од условите е да има развиена железница. Секаде е тоа така. Се надеваме дека со текот на времето ние ќе ги завршиме сите овие проекти кои што се предвидени и навистина се смени сликата за македонски железници, не само за самите
патници од Република Македонија, туку и од соседството и за секако фирмите кои што вршат транспорт со македонски железници. Она од сите новини во македонски железници, она што е секако најзначајно и она што патниците најпрво го забележуваат, тоа се возовите. Имавме една модернизација, 7 нови возови, нови локомотиви, што точно беше набавено во овој изминат период. И добивате ли некаков фидбек од патниците? Задоволни се од овие инвестиции во однос на патничките гарнитури? Да, минатата година беа набавени нови 6 патнички возови. 4 беа пристигнати минатата година, 2 пристигнаа почетокот на оваа. Значи од тие 6, 4 се дизел моторни и 2 електромоторни гарнитури, кои што чинеа околу 25 милиони евра. Тоа е всушност обновене 60% од железничкиот патнички сообраќај. Тие 2 воза би требало деновиве да почнат да сообраќаат, бидејќи во изминативе 2 месеци се вршеше технички прием на самите возови со стручни лица кои што се дојдени од Кина. Исто тоа ќе го комплетираме 60% од обновата на возниот парк во македонски железници. Оние 40% се во план наредната година да се реализираат со набавка на нови 5 гарнитури, 3 дизел моторни и 2 електромоторни гарнитури во вкупна вредност од 20 милиони евра. Значи 2018 може да кажеме дека ќе биде комплетиран целиот патнички железнички сообраќај. Новите возови може граѓаните да ги видат по македонските пруги. Тоа се безбедни со сите комфори, со оној комфор кој што го заслужуваат едни европски железници, со клима, интернет, телевизија. Тие се многу брзи, меѓутоа се додека не се комплетира целата железничка пруга, не ќе може да возат со онаа проектирана брзина од 120 км/ч, но со текот на времето, штом завршат сите овие проекти, брзината се зголемува, со тоа се намалува времето на патување, што значи дека патниците и тоа го очекуваат. Секој еден сака што побрзо да стигне до саканата дестинација. Токму така и условите на патување, меѓутоа и времето се значајни. Ова е кога станува збор за патничките гарнитури, што кога станува збор за товарните вагони? Што се однесува до товарните вагони, македонски железници имаше негде околу 1200 товарни вагони, меѓутоа голем дел од нив не беа во функција. За време на оние пикови, значи моментите кога што голем број од фирмите имаа потреба од дополнително ангажирање на товарни вагони за нивните, без разлика дали се тоа готови производи или полупроизводи, ние не можевме да излеземе во пресред на нивните барања и бевме во ситуација да мораме да најмуваме од соседните држави. Со набавката на 150 нови товарни вагони, кои што пристигнаа минатата година, вкупна инвестиција од 13,7 милиони евра, ние не само што ги задоволуваме сите потреби кои што ги бараат комитентите, туку сега имаме ситуација да им даваме под наем на соседните држави. Тие нашите возови, односно вагони, патуваат до Западна Европа и тоа нас не доноси бенефит. Како што веќе реков, 150 вагони имаме набавано, на наредната година имаме план за нови 4 локомотиви, кои што треба да ги заменат оние дотраени, бидејќи 4 децении не е инвестирано ниту во патнички, ниту во товарен воз. И тоа беше еден огромен проблем, бидејќи еве како информација плюс за гледачите, ниедна железница во светот не зависи од патничкиот сообраќај. Профитот не доаѓа од патничкиот сообраќај, туку од товарниот. Ако имаме предвид дека претходно сме немале доволен капацитет, затоа и сме биле во ситуација да некогаш имаме и загуби. Сега со овие 150, со новите локомотиви, ние ќе имаме уште поголем профит кој што го посакуваме долго време. Токму така се менува онаа ситуација што ја споменавте дека претходно сме изнајмувале товарни вагони, а сега имаме можност да ние ги издаваме под наем. Споменавте и дека е многу значајно и за патничкиот, меѓутоа и за товарниот железнички сообраќај реконструкцијата на железничките пруги. Како се одвива сето ова и кога може да очекуваме дека целата железничка мрежа во Република Македонија би била веќе завршена? Инвестициите во инфраструктура се всушност најголемите инвестиции.
Македонија има одлична местоположба, бидејќи се вкрстуваат двата коридори 8 и 10. Да појаснам, коридорот 10 е поврзувањето на Република Македонија север-југ, односно поврзувањето со Србија и со Грција. И ние највеќе зависиме од тој коридор, бидејќи излегуваме на грчките пристаништа, околу товарниот сообраќај. Коридорот 8 делумно постои, делумно треба да се изгради. И токму поради тоа, ниедна влада претходно не се зафатила со овој голем проект, бидејќи тоа чини премногу. Во моментов се врши реконструкција на последната 55 километарска делница на коридорот 10, која што треба да заврши годинава, и со тоа се комплетира коридорот 10. Меѓутоа, коридорот 8, кој што реков не поврзува исток-запад со Бугарија и Албанија, е поделен на 3 дела, значи тој е негде околу 305 километри. Првиот, значи, на 3 дела источен, централен и западен дел. Источниот дел е поврзувањето на Куманово со Девебајр, со Бугарија, во должина од 90 километри. Централниот е од Куманово до Кичево во должина од 150 километри, тој постои. И останува западниот дел, кој што е од Кичево до Лин во должина од 63 километри. Сега, оној дел на истокот е поделен на три фази, за да може полесно да се реализира, бидејќи првата фаза постои до Белјаковце, меѓутоа другите две фази треба да се градат и тие одат различно. Првата фаза од Куманово до Белјаковце, реков, постои и таа на неј се врши ревитализација на пругите. Годинава ќе заврши, ја работи германска фирма Вибе, инвестицијата е 46 милиони евра. Потоа наредната година почнува втората фаза со реализација. Во моментов, значи, од Белјаковце до Крива Паланка, во должина од 36 километри, во моментов се заврши проектот, се избра фирма изведувач, значи наредната година треба да отпочне со работа. Таа инвестиција е 150 милиони евра и третата фаза од Белјаковце до Девебајр, таа е најкомплицирана, таа е всушност најкратка, 24 километри, меѓутоа ќе чини дури 340 милиони евра. Толку е скапа бидејќи многу е комплициран теренот. Таму треба да се изградат 45 мостови и 25 тунели. И токму поради тоа најдолго ќе трае и најмногу ќе чини. Меѓутоа, планот на владата на Република Македонија е до 2022 да завршат сите тие фази заедно, а паралелно, нели, реков, и западниот дел, кој што се работи од Кичево до Лин во должина од 63 километри и таа делница е 340 милиони евра. Со тоа ќе заврши целосно коридорот 8, значи за наредните 5 години Македонија ќе може да биде поврзана не само со грчките пристаништа, туку и, да речеме, со пристаништето во Драч, Албанија, или со Бургас во Бугарија. Тоа е една голема олеснителна околност, бидејќи кога имате штрајкови или било што и да се случува на грчката страна од границата, ние имаме целосен застој на коридорот 10 и со тоа ги губиме сите комитенти кои што склучуваат договор. Тогаш ќе имаме алтернативи. Ќе се вратиме повторно на овие инвестиции, меѓутоа со оглед на тоа дека споменавте дека алтернативата е добра заради загуби кои ги трпи македонски железници. Неодамна имавме една таква ситуација кога имаше блокада од страна на нашиот јужен сосед од Грција. Тука македонски железници претрпе голема штета. Како се справивте со ова и дали во иднина токму овој коридор 8 би значил дека овие загуби не само што ќе се сведат на нула, туку може би и воопшто нема да се чувствуваат? Сигурно дека е така. Значи, тие загуби што ги имавме за време на мигрантската криза лани, мај месец, во тој период од 4 месеци, се совпадна и мигрантската криза и штрајковите во грчки железници, потоа штрајковите на Солунското пристаниште. И во тие 4 месеци македонски железници директни загуби имаше околу 5 милиони евра. Бидејќи кога склучувате договори со комитентите, морате да им обезбедите константен превоз. Ние дојдовме во ситуација 4 месеци целосно да биде, нели, затворен коридорот 10, и тие комитенти не само што има загуби, туку не беа сигурни во иднина како ќе функционираат, бидејќи дел од нив целосно 100% се насочени кон транспортот преку железници. Таа несигурност многу ни наштети и токму поради тоа го споменав коридорот 8. Доколку заврши во оној предвиден рок,
после 5 години ние нема да бидеме зависни од овој коридор 10. Што и да се случи, имаме компензација, може да компензираме од други пристаништа, како што тоа се случува во сите други држави. И затоа можам да кажам дека ова е одлично нешто што се случило за македонски железници. Да се инвестира, да се прифати тој предизвик за коридорот 8 и да можеме да македонски железници да поставиме на едно друго ниво, да може што повеќе да функционира безпрекорно, бидејќи знаете пред известно време имавме штрајк од вработените. Тоа е токму последица на тие 5 милиони евра, бидејќи ќе ни треба долго време да може да ги компензираме и да почнеме понатаму со профит. Но јас сум убеден дека се враќате ли во нормала? Да, ќе ни требаат уште неколку месеци. Ние често пати правиме состаноци со комитентите. Сега имаме нов генерален директор кој што перфектно си ја врши својата работа. Истовремено разговаравме со сите председатели на синдикатите во македонски железници. Имаме договор кој што навистина ќе вроди со плод. Се договоривме доколку во иднина имаат план за најава да организираат штрајк, тоа да биде само во патничкиот сообраќај, а не и во товарниот. Значи, тие ќе го изразат својот револт, меѓутоа нема да македонски железници дополнително да оди во загуба со товарниот сообраќај, за да можеме да им покажеме на комитентите дека сме сериозен партнер. И тоа навистина ни донесе голем фидбек од страна на комитентите и сите кои што планираат да ги раскинат договорите, веќе ги склучија новите договори и сега имаме нови фирми кои што како што се Фени, например, Индустри, Коско од Грција. Тие се нови фирми кои што сега склучуваат договори бидејќи гледаат сигурност за војнина. Токму така овие конкретни одлуки донесоа до потврдување и зголемување на довербата на комитентите. Ќе се навратиме повторно на оној инвестициски циклус. Најавено беше и реновирање на депото во македонски железници за одржување на железничките возила. Што точно ќе вклучува ова? Вработените во македонски железници, односно вработените во депото, беа целосно заборавени. Значи, тие цели 43 години откако е изградено депото, воопшто таму не е инвестирано ниту денар. Јас имав прилика да ги посетам вработените да видам во какви услови работат. Значи, тоа беа катастрофални услови. Сега со дел од финансиските средства се од владата на Република Македонија, дел се од ИПАРД фондовите на Европа. Вкупната инвестиција е околу 2 милиони евра и таму ќе се реновираат целосно сите хали во депото. Таму ќе се реновира целосно, значи се врши целосна замена на крововите, се поставува целосно нова енергетски ефикасна фасада, се менува целата електрична инсталација, водоводна инсталација, се реновира целосно подот каде што работат вработените, се реновираат сите работилници внатре, се реновираат сите простори за работа, така да тоа ќе донесе до еден нов лик на самите хали, едни многу подобри услови за работа на вработените и откако ќе заврши целото тоа реновирање за неколку месеци, потоа ќе дојдат и нови системи со новите возови, бидејќи за воиднина новите возови тие се уште функционираат, значи нема никаков дефект, но воиднина кој ќе дојде до било каков дефект, им се олеснува работата со самото тоа што новите системи кои што се вградени во самите возови, системите кои што ќе ги имаме во самите работилници ќе доведе до многу полесна работа на вработените, поефикасна, бидејќи со приклучување на новите системи веднаш го детектирате проблемот на возот, каков и да е, за разлика од порано кога што требало многу време требало да се внимава, се одоло на искуство, а тоа носи загуба на време, финансиски средства. Со ова ќе им се олесни работата на самите вработени. Значи, ова би требало да заврши до средината на оваа година. Кога станува збор за подобрување на условите за работа, меѓутоа и подобрување на изгледот, реновирани беа и железничките станици ширум државата, го зачува автентичниот изглед, меѓутоа
сега се веќе реновирани, добија и вработените подобри услови, меѓутоа и патниците подобри чекални. Докаде е сета ова активност за реновирање на железничките станици? Во план е да се реновираат сите железнички станици во Република Македонија. До сега се реновирани целосно 10. Би ги наброил поединечно, значи првично почнавме со коридорот 10 и кракот 10D, тоа е кракот од Велес до Битола. Прво беше Скопската железничка станица реновирана, потоа Табановце, Велес, Градско, Неготино, Демир Капија, Чашка, Богомила, Прилеп, Битола е веќе исто така завршена и останува 10-тата, тоа е во Гевгелија, која што е во крајна фаза. Потоа се продолжува со останатите по другите делови на Македонија. Вкупната инвестиција е околу 3 милиони евра, дел се од владата на Република Македонија, средствата дел се од ИПА фондовите за регионален развој. Таму се врши целосно реконструкција, значи на крововите, исто така се менуваат електричната водоводната инсталација, се поставаат системи за информирање на патниците, се врши реновирање на пероните, се прават пристапни патишта за хендикепирани лица и лица со инвалидитет. И сето тоа оваа година треба да се заврши. Како што споменавте, се зачува автентичноста на тие градби од почетокот на минатиот век, меѓутоа во многу поубави услови. Кога станува збор за патниците и за тоа дека добиваат подобри услови и за патување, меѓутоа и на самите железнички станици, она што е неизбежно да се спомене е дека одредени категории на граѓани добиваат и дополнително бенефити од македонски железници. Нели имавме бесплатен превоз за студенти. Кажете ми што точно фаќаат овие бенефити за одредени групи на граѓани, во која насока се движат и каков е фидбекот? Имате ли позитивни коментари и дали се задоволни? Да, оваа повластица на владата на Република Македонија е општо прифатена од сите категории на граѓани и е максимално искористена. Значи има 4 категории на граѓани кои што ја користат оваа повластица. Првата категорија се пензионери, односно стари лица, над 62 години за жени и 64 за мажи, кои што имаат секој втори викенд бесплатен превоз. Од оваа категорија на граѓани, според нашата евиденција, имаат искористено околу 40.000 пензионери за минатата година. Втората категорија се младите лица до 27 години. Тие пак имаат секој прв и трет викенд во месецот. Од таа категорија 50.000 млади лица имаат искористено оваа повластица. Третата категорија се студентите кои што имаат секој четврток бесплатен превоз. Тие при патувањето треба да имаат заверен семестар во таковата година. Така, и четвртата категорија се средношколците кои што имаат секоја среда бесплатен превоз. Тие пак треба да имаат ученичка книжка со фотографија исто така заверена. Така да за првите две категории споменав дека имаме евиденција, за вторите две се уште немаме евиденција, меѓутоа за наредната година сум убеден дека ќе имаме точни податоци и сум сигурен дека процентот ќе се зголемува, бидејќи со се повеќе обновување и на возовите и на железничките станици, условите за патување секако дека придонесува до зголемување на бројот на патници. Добро, бројките на овие две категории го кажуваат своето, колку се задоволни. Ние да не ги пренесуваме импресиите, самите бројки можат да кажат точно дали и колку се задоволни овие категории на граѓани, а она што како леснително се планира во иднина и можете да го најавите електронска набавка на билети. Да, се менува и начинот на продажба, односно купување на билети. Тој систем е преземен од Европа. Начинот на купување билети ќе биде многу поразличен од досегашниот. Сите тие системи се веќе во фаза на монтирање. Значи има серверски системи, потоа апарати по железничките станици ќе се поставуваат каде што може да се купуваат билети. Системи кои што ќе треба да се инсталираат за можност за купување на билети онлайн. Значи ќе може и од дома преку интернет да се порачувате, и секако во самите возови ќе има автомати за
валидирање на самите билети при патувањето и сето тоа ќе го олесни начинот на функционирање. Ако веќе се стремиме кон Европа, барем и тоа да го следиме од таму. Инвестицијата е 2 милиони евра. Оваа година, мислам, најкасно до почетокот на 2018 ќе започне да функционира. Сега споменавме дека се инвестира во обновување на патничката и товарната гарнитура, на железничката инфраструктура, се подобруваат условите на железничките станици, се добиваат бенефити за одредени категории на граѓани, меѓутоа еве и овие новини кои ги најавувате во однос на продажбата на билети. Дали сите овие работи влијаја на подобрување на имиџот на македонски железници? Секако дека имиџот на македонски железници е многу подобар за разлика од пред, да речеме, 4 години, 5. Би споменал дека евиденцијата што имаме околу патничкиот сообраќај, разликата помеѓу 2015 и 2016 е зголемување на 200% на патници во 2016 година со носењето на новите возови. Значи со обновата на новите возови во иднина се уште ќе расте тој процент. Во товарниот сообраќај според Државниот завод за статистика последниот квартал од 2015 и 2016 зголемувањето е за 44% со новите 150 вагони. Така да тоа покажува дека луѓето изминатите години кога целосно го избегнуваа, ајде да не речам целосно, но голем процент го избегнуваа железничкиот сообраќај токму поради застарените возови, лошите услови на патување, лошите железнички станици, сега веќе се менуваат. Работиве и одиме на подобро. Имиџот се уште ќе расте во иднина со како ќе се одвиваат сите овие фази на проекти кои што треба да се реализираат. После 5 години може да збориме за една железница која што се стреми и ќе се доближи со квалитетот кон Западна Европа. Би споменал само дека според статистиката што имаме за Западна Европа, патувањето меѓу општините, патниците го реализираат 99% преку железницата. Статистиката кај нас и во соседството покажува дека железницата се користи 15%. Значи, огромна разлика. 15 до 99%, тоа е неискористен потенцијал. Ние работиме тој процент, не можам да кажам дека после некоја година ќе превезуваме 99%, меѓутоа убеден сум дека ќе бидеме многу подалеку од ова што е сега. Токму така стремежот да расте овој процент и во насока на подобрување на условите. Откривме доста планови проекти кои се започнати, кои се веќе во тек на работа, откривме и нешто што се планира, меѓутоа пред самиот крај на ова наше денешно интервју, кои се плановите за во иднина, дали можеме уште нешто плюс од сите овие новини да откриеме? Плановите се да ги завршиме сите овие проекти. Значи, ова е навистина максимумот што можеше да се направи за македонски железници, барем во наредниве години. Едноставно, плановите во иднина се македонски железници да стане не само регионален, не само национален лидер, туку и најпосакувана компанија во соседството за транспорт на стока и на патници. Со завршувањето на овие проекти ние ќе добиеме железница која што ќе ги исполнува голем дел од стандардите на Европа, бидејќи гледате во многу сектори инвестираме, не е само во еден, за да може да го зголемиме, да ја зголемиме довербата и кај комитентите и кај патниците, така да во иднина јас сум сигурен дека македонски железници ќе биде многу попрофитабилна компанија за разлика од ако направиме споредба пред неколку години. Јас ќе ви се заблагодарам за овој разговор, за вашето денешно гостување и се надевам дека ќе имаме можност во иднина како се завршуваат овие проекти повторно да ги сумираме резултатите и се надевам дека во иднина ќе бидат исполнети барем дел од овие очекувања кои денеска имавме можност да ги презентираме. Ви благодарам на поканата, се надевам дека состојбите во македонски железници им ги доближивме на вашите гледачи и се надевам дека во иднина ќе имаме нови поводи за повторна средба и да ги откриеме
новите достигнувања во Македонски железници. Почитувани гледачи, тоа беше разговорот со членот на надзорниот одбор на Македонски железници Транспорт Кенан Абди. Ја слушнавте состојбата во Македонски железници, проектите кои се во тек, но секако и плановите за во иднина. Тука е крајот на денешното интервју на телевизија Мега. Ви благодарам за вашето внимание.